Со оглед на тоа дека поларизираноста на оваа тема која што досега беше предмет на предлози на комисијата е од исклучително високо ниво, јас би сакал пред да преминам на мојот предлог, затоа што не можам во едно излагање да дадам два предлога, да ги посоветувам или да ги замолам некои од пратениците од мнозинството сами да побараат одржување на надзорна или на надзорна расправа или на анкетна комисија, каде што сите овие аргументи кои што се произнесува денеска ќе бидат соопштени пред јавноста и ќе може самиот Ковачевски да дојде и тука да ги соопшти деталите за неговата здравствена состојба. Затоа што сакам да потсетам на еден момент каде што самиот Ковачевски во изјава дадена за медиумите, за кој што постои видео, укажува на тоа дека веднаш по завршувањето на неговото образование почнало да се школува во друга високообразовна институција и затоа не можел да служи воен рок, а видовме дека во јавност излегуваат сосема други информации дека самиот Ковачевски добил шифра која што во моментов кога ќе го проверите шифрарникот, понашто јас можев да го видам од воената евиденција, е диагноза на психичко расстройство. И затоа од аспект на комисијата за одбрана, која што треба да ги утврдува и безбедносните ризици по државата, е исклучително важно овие аргументи да се споредат, да се прикажат пред јавноста, за да може јавноста конечно да донесе заклучок. Да преминам на мојот предлог. По членот 127, јас барам од комисијата да формира работно тело за проучување на одделни прашања од својот делокруг или за подготвување на предлози на акти. Работните тела можат да основаат работни групи. Членовите на работните групи се определуваат од редот на членовите на работното тело, пратениците, научните, стручните и јавните работници, како и од представници на органите на државната управа и од други органи и организации. Зашто го барам тоа? Пред нас како точка број 1 е продолжување на кризната состојба во енергетиката. Истото тоа траеше и мислам нека повеќе од 3 месеци во изминатиот период. Ние како партија, а и најголемиот дел од јавноста, има сериозен сомнеш, бидејќи со овие кризни состојби се дава можност за склучување на набавки во 4 очи. Во изминатите месеци, тука имам еден извадок кој што го има направено од Центарот за граѓански комуникации, каде што укажува дека секоја втора фирма која учествува во јавните набавки укажува дека има корупција во тие набавки. 80% од набавките кои што се вклучени во 4 очи се направени во ајде електрани. Стотици и стотици милиони евра се влеваат во енергетскиот сектор, граѓаните ги даваат тие средства, а не знаат каде завршуваат. Сакам тука да потсетам на дополнителни два момента. Првиот е на извештајот на Државниот завод за ревизија, каде што укажува дека има неправилности во трошењето на овие средства. Тоа е првиот момент. Вториот момент кој што сакам да укажам е дека не е сериозно да продолжуваме кризна состојба и да даваме можност на овие луѓе кои што доделувале јавни набавки на фирми кои што се регистрирани месец, 2, 3 или неколку дена пред самото добивање на тендер, да добиваат тендери од 9,7, од 10 милиони евра, фирми чии управители никогаш претходно не се бавеле со оваа сфера од бизнисот во државата. Не е сериозно да продаваме ноќни вишоци на други држави, а да увезуваме скап јаглен и скапи енергенти од други држави на фирми кои што се блиски до некого на власт. Затоа јас барам да формираме работно тело, каде што пред да прогласиме кризна состојба од аспект на енергетиката, ќе ги провери сите оние народни пари кои што се влеале во енергетскиот сектор и како се тие пари потрошени. Јас себе предлагам во таа работна група нека биде тој кој што е задолжен за ова, како што пишува и во членот на деловникот, представници на органите на државната управа. Тука би требало да биде министерот за економија, тука би требало да биде министерот на електраните, нека биде некој од пратениците кои што се од опозицијата, да изготвиме еден извештај, да го представиме пред јавноста, заедно со ревизорскиот извештај, заедно со сите оние склучени јавни набавки во 4 очи, и потоа да ја продолжиме кризната состојба, затоа што ние даваме можност да продолжат истите луѓе кои што се генератор на проблемот, за кој што ние денеска ќе седиме и ќе дебатираме за кризната состојба, повторно да им доделуваме народни пари за да ги трошат, да ги крадат и да ги доделуваат на фирми блиски до власта. Почитуван министер, вас не ве споменав. Има простор кога и вие ќе можете да дискутирате,
па и со вас ќе разминеме аргументи. Мило ми е што сте тука од почетокот, затоа што минатиот пат тука беше Оливер Спасовски, а вас не ве повикаа. Ве молам, вие не бидете нервозен. Имаме прашање за вас. Добро е што сте тука од старт, затоа што минатиот пат ве повикаа во 20 часот ноќта да дојдете. Оливер Спасовски го оставивте цел ден да седи тука да одговара на прашања од кои што не се од неговиот делокруг на работење. Вие сте тука, имате прашања да одговарате. Конкретно сметам дека дадов предлог кој што треба да биде испочитуван. Ете, да видиме дали мнозинството ќе се одлучи да формираме едно вакво работно тело, па да провериме каде завршиле народните пари. Благодарам.